се случи еден главен удар со магнитуда од 4,9 во епицентра во подрачје помеѓу Крушево и Кичево, и тој земјотрес се почувствува и во Скопје, и во Битола, и во Охрид, и нормално магнитуди околу над 4,5 степени, практично секој граѓанин може да ги почувствува кога се наоѓа во својот стан. Но во секој случај место за паника нема, бидејќи пред се овој земјотрес кој што беше со длабина негде околу хипоцентрот му беше околу 10 километри длабина, сепак и оддалечен и од Охрид, и од Скопје, и од Битола, така да акцелерацијата атенуира и магнитудите практично во Охрид односно акцелерациите се многу пониски од колку во епицентарот. Покрај земјотресот со магнитуда 4,9 имаш уште 3 земјотреси, односно магнитуда 4,8, магнитуда 4,4 и магнитуда 3,2. Од ова произлегува дека практично, иако не е секогаш тоа правило, дека практично овој земјотрес со магнитуда 4,9 е главниот удар, а практично овие 3 земјотреси се така наречени автершокови, кои што се секогаш помали нормално од главниот удар, и може многу лесно да се очекува дека, иако велам сизмолозите и експертите по земјотресно инженерство не сакаат да изјави да даваат за прогнози што може да се очекува, сепак од некоја пракса и искуство може да се очекуваат автершокови во наредните денови, да не кажам и во наредните неколку месеци, каде што сигурно сите овие нови земјотреси, односно автершокови, ќе бидат помали од магнитуда 4,9, односно не значи дека секој ден ќе бидат помали, но сите ќе бидат помали од 4,9, и мислам дека најголемиот дел од тие автершокови, ако се случат, ќе бидат помеѓу магнитуда 2, 2,5 до 3, 3,3, но не е исклучено и нешто поеко од 3,3 магнитуда. И на крајот би кажал, бидејќи обично граѓаните секогаш, особено поради Скопскиот земјотрес од 63-та, кога имаше поплава 62-та, земјотресите ги повезуваат и со поплавите или врнежите, дефинитивно нема корелација, иако еве за жал се случи, не за жал, него повторно некој коинциденција имamo од се поголеми врнежи и се случи земјотрес, но врската со земјотресите што се случија и со врнежите не е никаква, не постои корелација.